За Европско првенство шах, рапид и блиц имаме представник во студиото на Шаховската федерација на Македонија. Господин Маријан Митков, секретарот, е присутен ова утро. Добро утро, добро ден дојдовте. Добро гледачите. Секогаш е престиж да се организира големо надпреварување во шах. Македонија во оваа понова историја добива сериозни предизвици. Па каков е предизвикот за ова европско првенство? Кои се карактеристиките? Малку е различно од на стандардното, меѓутоа кои се карактеристиките и каков е предизвикот што е пред вас? Почнува на 6, ќе трае до 11. До 11, да. Секако организацијата на вакви големи надпревари е специфична, голем број на надпреварувачи, до сега пријавени се преку 400 надпреварувачи од 39 земји, имаме 65 велемајстори, 135 титулирани играчи се пријавени до моментов. Надпреварите почнуваат во сабота, значи почнуваме двата дена за викендот, саботата и неделата се предвидени за рапид турнирот. Тоа е темпо на игра 15 минути со 10 секунди. Значи за разлика од стандардниот шах, кај што обично партиите траат меѓу 4-5 часа и се игра по една партија дневно. Овдека надпреварите во рапидот конкретно завршуваат за 2 дена, се играат 11 кола. Во првиот ден се предвидени надпреварите да траат, се предвидени 5 кола, значи почнуваме во 11 часот, некаде до кај 20 часот завршуваат и следниот ден, исто со почеток во 11 часот и завршуваме и имаме прогласување на победниците, конкретно за тој турнир. Следниот турнир е веднаш во понеделникот, блиц турнирот. Тоа е и рапид и блиц, имињата кажуваат дека е нешто што завршува кратко, брзо. Блицот е специфичен, доста интересен е за гледање и во живо. Се игра на 3 минути со 2 секунди додавање за секој играч, така да партиите завршуваат од прилика за 10 минути. Таму се предвидени 13 кола и мислам дека ќе биде супер интересно. Треба се напомене дека 60 партии ќе одат во живо, значи на сите светски сајтови што се занимаваат со шахот и што ги пратат овие светски надпреварувања, ќе се можат сите љубители на шахот да си ги во секој момент првите 60 табли од надпреварувањето да го гледаат во живо, а и можеме да ги поканиме да дојдат во хотел Континентал, можат и директно таму да присуствуваат на надпреварите. Шахот е присутен на програмата на Македонската телевизија затоа што го заслужува тоа. Дали Македонија го заслужи, односно со што го заслужи ова европско првенство? Знаете, многу често помалите условно земји, знае да се каже немало каде, па се одржало таму некое големо надпреварување. Меѓутоа сега ситуацијата не е таква во овој случај и во сите случаи кога сме ние во прашање. Па имаме веќе подолга историја на организација на големи европски надпревари, отпочнувајќи од организација на индивидуалните европски надпревари, значи 2 пати организиравме, па имавме 3 пати организација на Европски клубски куп, ова е втора организација на Европско првенство во рапид и блиц. Се надеваме дека ќе се покажеме повторно како добри домаќини и ќе оправдаме довербата на Европската шаховска федерација. Како е организирана шаховската структура кај нас? Дали сите филтри кои што треба да ги има една федерација од најмладата па до сениорската возраст, нели се застапени и дали има некаков прогрес? Па прогрес имаме последниве 4-5 години, пред се заради бројката на клубови кои што драстично се зголеми, значи од некаде 6 до 8 клуба кои што објективно во пред 5 години функционираа во државата, во моментов имаме 36 клуба активни. Значи 3 лиги се, прва лига со 10 клуба, втора лига со 10 клуба и трета лига со сите останати, тоа се како квалификации за влез во втората лига. Имаме 2 женски лиги, младински лиги на кои што на последните надпревари настапува преку 250 деца и скоро 40 клубови во различни категории. Нормално тука се индивидуалните надпревари во поединечна конкуренција, имаме во младинските категории сите од 8 до 18 години, машка, женска категорија, сениорските надпревари се повторно нормално застапени.
Ветераните ги гледаме, ги позајмивме инсертите од нивните турнири неодамна одржани Скопје 72, да. Колку да се покаже дека шахот во Македонија е сериозна и долга традиција уште од она Олимпијада 72-та па и претходно. Мора да го напоменеме, нели, успехот на Тони Лазов на последната Олимпијада, учеството на нашата репрезентација. Беа тука во студиото. Да, беа тука и имаме резултати, имаме многу млади деца кои што во последниве неколку години стварно покажуваат интерес. Софија беше кај нас. Да, и покажуваат интерес. Се надеваме на уште подобри резултати. Министерството за спорт се надеваме дека ќе продолжи со помошта што ни ја дава. Не го спомнавме и наградниот фонд на надпреварувањето на Европското првенство, сега Rapid и Blitz, 50.000 евра е кај што генерален спонзор е повторно Министерството за спорт. И така, помош имаме од одредени спонзори. Се надеваме дека ќе успееме да ги зголемуваме и бројот на надпреварите, да споменеме дека после надпреварувањето Европското веднаш имаме организација на еден убав голем опен турнир во А и Б турнир, кај што имаме повторно пријавени околу 200 играчи. Одлична можност за младите играчи да се промовираат, да постигнат некаков резултат. И да споменеме и да одбележиме дека Македонија има европски клубски шампион и дека има клуб кој што е првак во лигата на шампионите, така што не е тоа резултат кој што не треба да се повторува. Да, Алкалуит ова година го освои вице шампионската титула, нели беше пред неколку години и европски шампион. Секако учеството на тие европски купови што се организираат секоја година е предизвик за сите наши клубови. Дел од нив успеваат да најдат средства за да можат да отидат таму. Се надеваме на успеси. Резултатите се тука, тлото за обработка е тука. Маријан Митков, секретарот на Шаковската федерација, ово утро гостин во Македонија наутро, зборувавме за Европското првенство шах, Rapid и Blitz, кое што од 6 до 11 ќе се одржува во Скопје, рековте Хотел Континентал, покана во сите љубители на шахот, па ќе се обидеме и ние така љубителите на шахот што сме тука да го вратиме оној шаховски коментар кој што некогаш беше присутен на нашата програма. Ви недостасува ли? Недостасува сега кој ја стварно не сум видел некој и вашата телевизија, меѓутоа и било кој друг да информира во моментот се игра меч за светски првак, никој нема дадено некаква информација, нели, кој игра и каде се игра. Ние информираме. Ние информираме и на крај ќе го прогласиме шампионот. Ќе го прогласиме, да. Да. Добро, благодариме за учеството, поддршка сме за вас. Останете така и ве чекаме во следната прилика со следното големо натпреварување. Тука сме за да ги информираме гледачите за секоја активност.